Како велите, да се најдам во нечии чувства? Сакате да ме прашате дали се плашам? Не, апсолутно не. Мојата работа била честна секогаш и како доктор, и како владен функционер, и сега. При тоа, ако ги слушате тие медиуми, јас сум убиец на деца и криминалец кој што гради згради у Дубај. Кој тргнал од Софија да оспорва езика на којто си говорите, идентичноста, това което вие искате, че България подписва документи където пише македонски. Защо трябва да се лъжат хората? Многу сериозен успех има македонската кинематографија и драго ми е за тоа. Во однос на театарот има неколку успешни проекти, меѓутоа многу е тажно што остануваат некако во склоп на границите на Македонија. Македонска театарска и филмска телевизиска звезда. Таа е режисерка истовремено. Избрана е меѓу 10 најдобри актерски таленти во Европа во 2021 година за време на Берлиналето. Сара Климовска, гостинка во емисијата. Добре дојдовте во емисијата. Добре, најдоб, драго ми е што ме поканивте. Климовска, што значи денес да си глумица во Македонија? Зошто секогаш ми текнуваат негативните работи. Убаво е кога се ствара кога се создава за сопствената култура. Убаво е кога ја имаш моќта, нели, да создаваш култура, меѓутоа во исто време често знае да значи доста пречки, лимитирани можности и понуди и доста борба. Со какви проблеми, пречки се соочуваат актерите денес? Па имаме доста лимитирани можности, имаме доста мала продукција на независен театар, да речеме, ако не сте вработен во театар, многу е тешко да се опстане како независен уметник во оваа земја. Од друга страна имаме многу малку продукции на филмови. Да, тоа што се снима некако последно време има доста успех, меѓутоа во однос на квантитет е многу малку, немаме телевизиски серии и така натаму, така што во таа смисла има доста лимитирани можности и се разбира и кога се почнува нешто ново да се создава, кога се има некаква иницијатива, додека се дојде до средствата, додека се направи тоа, некако се поминуваат доста пречки, многу како видео игра, така си го замислувам. Секој пат има некоја нова пречка, се премине. Океј, само што ќе се премине, имаш нов проблем, па само што ќе се премине тоа и нов проблем. Меѓутоа, покрај сето тоа, чувствувам дека има силна желба особено на независна културна сцена да се создава нешто. Првично си имала желба да запишеш модерен балет за сепак на крајот драмски студии. Да, во тој период, бидејќи јас никогаш немав никаква пасија кон класичен балет, нити го работев тоа, само некои основи, имав желба за модерен балет. Меѓутоа на студиите тогаш имаше одсек модерен балет, меѓутоа повеќе беше педагошки одсек. И тоа не ми одговараше, никогаш не сум се гледала себе си како некаков педагог. И тогаш сестра ми рече, океј, зошто не се запишеш глума? Никогаш немав доперна точка со глума, меѓутоа ми кажа, тоа е сцената каде што може да се поврзат неколку работи, и музика, и танц, и глума, и да се експериментира повеќе. Ми се допадна таа идеја и така отидов на глума, никаде. Имате постигнато релативно евидентни успеси на театарската сцена и на филмското платно. Мојот маж, Врба, Сенки, Над Балканот, Нема да бидеш сама, дело од режисерот Горан Столевски. Какви улоги преферирате? Мислам дека преферирам улоги кои што имаат силен женски печат,
Тоа е нешто кое што многу ме интересира во последно време, односно почнувам веќе онакви сумисивни жени да одбивам, затоа што мислам дека и на тој начин креираме некаков уметнички наратив кој што е важен да се креира. Се разбира, сакам да експериментирам со различен вид улоги, меѓутоа овие некако силни женски улоги во последно време ги преферирам да ги играм. Разголување ви пречи или предизвик? Не ми е никаков предизвик, затоа што не сметам дека е нешто многу захтевно глумачки. Сепак нашето тело е еден инструмент за нашата професија. Ако тоа има оправдување во делото кое што го правиме, онда не гледам никаков проблем. Обично секогаш тие сцени се кореографија, чиста кореографија. И интимните љубовни сцени и разголувањето, така што нити го чувствувам како предизвик, нити не ми пречи, него е некако дел од работата. Што значи да се влезе во тугите чевли? Никогаш не сум мислела дека во оваа професија влегуваме во туги чевли. Повеќе мислам дека приватно влегувам во туги чевли за да создадам некаква емпатија кон некој, за да споделам болката и за да се борам во нечие име. Меѓутоа во професијата влегување во туги чевли ми е неприродно, него повеќе барање на тие некакви карактеристики во себе, копање повеќе во себе, за да го откриам тој дел во себе си, за да пробам така да ја доживеам и да ја одиграм таа улога. Се разбира, има многу различни инспирации кои што се користат, филмови, изложби, општо приказни од животот и така натаму, меѓутоа тие се само инспирација за да го искупам нештото во себе, за да можам да ја доловам таа улога. Филм, театар, трансформации. Како ја оценувате македонската филмска и театарска сцена? Сметам дека, иако многу малку произведуваме филмови, имаме многу големи успеси. Еве, последно Дина Дума имаше одличен успех, имаше, сега објавија вчера, ми се чини дека низиниот филм е на Трибека, тоа е многу сериозен фестивал. Предходно филмот 17 на Косара Митик, на Кан имаме на Санденс неколку филмови, многу сериозен успех има македонската кинематографија. И драго ми е за тоа. Во однос на театарот има неколку успешни проекти, меѓутоа многу е тажно што остануваат некако во склоп на границите на Македонија или на регионално ниво. Ми се чини дека треба да постои можност да се пропатува малце подалеку и да видиме колку сме легитимни во светот надвор, не само во границата на Македонија, бидејќи така често се случува да се автореференцираме, нели? Ако гледаме представи, ги споредуваме само МНТ, драмски и битолски театар, тогаш остануваме во склоп на тие референции. Ако малце пропатуваме надвор и создаваме, односно споделуваме различни искуства, гледаме различни представи во светот, на фестивали, на многу различни такви гостувања, тогаш ќе можеме тие новитети да ги носиме и во нашите локални театри. Не знам дали ова е прашање нели на Министерство за култура, не знам дали е прашање на стратегија на културата во оваа земја, меѓутоа сметам дека театарот треба да се отвори малце подалеку од регионалните граници. Зошто многу често кај нас се препознава успехот, било да е на одреден филм или театарска представа, откако претходно ќе се добие некакво меѓународно признание надвор? Често е тоа така. Не мислам дека тоа е некаков... Затоа што сме многу мали, предпоставувам, и затоа што уште немаме точната референца за тоа што значи успех. Затоа што, еве, и ова што зборувам за филмовите кои што се многу често гледани, односно селектирани на одлични фестивали надвор,
многу мал дел од македонската публика ги видела тие филмови. Ако многу ретко, да, имаме проблем со достапност на кина, немаме доволно кина, немаме доволно дистрибуција во Македонија, исто продуцентите нема доволно интерес да дистрибуираат во Македонија и некако тоа останува да го видиме само тој Инстаграм или Фейсбук пост дека тој филм бил успешен и никако да не го видиме тука. Да, го има во Cineplex. Зошто културата тогаш е на маргините? Па претпоставувам дека едноставно се нема интерес да бидеме легитимирани во Македонија затоа што на некој начин го немаме поставено тој статус. Тоа е нешто кој што се гаи со години. Ние треба создаваме добра култура, да ја едуцираме публиката, за публиката утре да има добра расуда за тоа што значи добар филм, лош филм, добра представа, лоша представа. Ние во моментов тоа го немаме. Тоа е култура која што се гради. Зошто го немаме? Многу се причините. За театар, мислам, затоа што има константно подеми и падови на театарот. Имаме некои златни години на театарот, потоа пак се создава, има некако падови, па има едни заредени лоши представи, па потоа имаме пак некои златни години на театарот и тоа е една, да кажеме, нема константа и нема на тој начин како да ја градиме културата. Друго, мислам дека стратегијата за како младите генерации читаат театар и гледаат театар и филмови се уште не е направена. Не мораме многу далеко да одиме. Еве една Србија, каде што во секој мал град има сериозно кино, каде што во секој мал град има сериозен театар, каде што луѓето се тепаат 2 недели порано да купат карта за театар. Има култ кој се гради кон глумците, кон луѓето кои што ја создаваат културата, луѓето ги препознаваат, имаат почит кон нив, култ. Кај нас тоа го нема едноставно. На филмското платно или на театарската сцена? Па нема ни таму и таму. Еве, ја имам многу помалку проекти во Србија, меѓутоа многу почесто сум препознаена таму. Имам многу ми се чини многу посериозен пристап кон работата што сум ја правела таму, него овде. Врба, кајмак. За кајмак добивте и најдобра женска улога. На европските пазари, Холивуд, Кан. Што преферирате? Каде се гледате во иднина? Јас сакам да создавам авторски филмови. Авторски филмови обично се филмови кои што се фестивалски, бидејќи секогаш ме интересира новата експериментална форма, нешто кое што не го рециклираме, него го создаваме. Ми се допаѓаат и добри комерцијални проекти, се разбира, како серијата, не знам, Сенки над Балканот, кој што е регионално доста препознаена. Мене ме интересираат добри проекти. Сега му дава пари. Стварно толку многу не си бил у град? Веште, Ројна ми не можат. Лесно ли е да се влезе во некоја странска кинематографија? Да, не е воопшто лесно. Мислам, многу често треба да создаваш прво дома, па преку тие проекти да пробаш да излезеш надвор од оваа земја. Многу ретко се случило да се живее во Македонија и првиот проект да се биде во Франција. Мислам, тоа е, не знам. Зарем тоа не е трагедија? Па, трагедија. Оваа работа секаде е тешка. Јас имам доста колеги од сегде во Европа, од Германија, доста имам од Франција, од Италија и така натаму. Не тече мед и млеко таму. Исто има многу голем пат кој што колегите поменуваат за да стигнат до првата улога. Едноставно треба се погоди право време, право место и права улога. И исто така има, особено за филм, има колеги кои што, не знам, на 40 години после
после многу долгогодишно театарско искуство имале првата улога на филм. Едноставно е борба секаде. Бавењето со уметност не е во суштина спасување на човечки животи, но каква е улогата и влијанието на културата во општествениот живот кај нас? Интересно е дека ја немаме одговорноста да спасиме нечиј живот, меѓутоа имаме и tekako одговорност за еманципација, едукација, културно издигнување на народот воопшто и тоа и каква сериозност, бидејќи тоа ги создава наредните генерации, тоа создава однос кон нашата култура, тоа создава однос кон се понатаму, тоа создава однос кон како ја читаме политиката, создава однос кон колку критички пристапуваме кон политичката елита, кон стварите кои што се создаваат и така натаму. Така да имаме сериозна одговорност, не е човечки живот, меѓутоа имаме сериозна одговорност. Меѓутоа, па од друга страна, поради тоа што имаме многу малку шанси, јас разбирам зошто често и колеги влегуваат во одредени проекти само заради тоа да ја добијат шансата да играат во нешто. И тоа е секогаш, знаете, она вагање. Ова можеби не е доволно добар проект, меѓутоа сепак сакам да го прифатам затоа што немаме многу шанси да бидеме во филм или во серија или што и така натаму. Мислам, константна калкулација. Колку е важно учеството на јавните личности во општествено ангажираните теми денеска? За мене лично тоа е клучно. За мене лично клучно е не само да бидеме вклучени, да ги водиме на некој начин тие сите настани, да бидеме вклучени на улиците, да бидеме активисти, да ги кажуваме работите кои што не чинат во оваа земја, да создаваме представи кои што ги отвараат тие прашања. Ако не почне од секаде во светот, сите револуции најчесто почнуваат од некако со многу голема поддршка од уметниците. Да ги земеме големото движење на студентите во Србија во моментов почна од ФДУ, од студентите кои што беа на факултетот за драмски уметности. Кај нас исто првите состаноци во 2015 година се одржуваат таму. Миту движењето во Америка почна да се прави од сите колеги во Холивуд кои што беа нападнати од Харви Вајнстеин. Така да уметниците, односно глумците најчесто имале биле многу сериозен двигател во таквите политичко-општествени движења и мислам дека е важно и ние во Македонија да бидеме освестени за тоа. Дали ние се управуваме според началото на егоизмот? Се за мене, ништо за другите? Мислам дека е човечката природа. И мислам дека тоа многу повеќе се истакнува во земји кои што не се толку економски јаки. Тука во земји каде што има поголема корупција и сите некако имаат го гледаат само сопствениот интерес. Тажно е тоа, се разбира, меѓутоа се некако ми се чини, бидејќи алчноста е многу човечка карактеристика и кога има ниска економија, нели, економска, не можам да се сетам на тој збор во моментов. Економски развој. Да, тоа ми треба, уште спијам. Кога имаме ниски економски развој, тогаш имаме многу поголема корупција и луѓето многу повеќе алчно си земаат од тој мал колач. Треба да се работи на едукација, на економски развој, на еманципација и да можеме да се стабилизираме и да на некој начин да не мислиме на ситно крадење. Ете.
Сара Климовска, вие сте една од трите сестри Да. во семејството Климовски, најмалата. Учите од постарите сестри или можеби постарите учат од вас? Јас некако израснав со моите две сестри, бидејќи се 5 и 6 години постари од мене. Па многу често они беа одговорни за мене. Знаеа често да ме караат, ама во исто време и да ме заштитат кога ќе направив некоја белја. Они се многу важен дел од мојот развој. Многу важен. И драго ми е што некако израснав со нив. Сум научила многу од нив, се разбира. Веројатно и тие научиле нешто од мене. Меѓутоа, многу сум среќна што се уште еве пораснавме и некако сега уште сме поблиски, уште повеќе си помагаме за многу ствари во животот. На крајот, што за вас ќе биде најголем предизвик во наредниот период? Најголем предизвик во нареден период е да успеам да го снимам мојот краток филм Врзани, кој што во моментов сум во подготовка. Би требало снимањето да почне да заврши во јуни. Во моментов сме во подготовки и се надевам дека се ќе биде во најдобар ред и ќе може тоа да се заврши и дека ќе може наредна година македонската јавност да го види. Благодарам за гостувањето и успех во филмот. Ви благодарам. Сара Климовска, македонска актерка. Како е загрозен јазикот? Ако сме ние во контекст на името на северот на географски регион што се нарекува Македонија. И со тоа сме го решиле повеќе деценискиот проблем со Грција како прв чекор кон почетокот на преговорите со Европска унија и дефинитивно решение а сме станали членка на НАТО. Еве, гледате сега колку е битно што сме дел од тој најмоќен воен сојуз кога има војни во регионот. Во 2018 не беше таква ситуацијата. Тогаш не знаевме колку вреди. Во контекст на јазикот, имаме договор подпишано со сите земји членки на Европска унија, договорот Frontex на македонски јазик. Триесет години СКМ СДСМ, од наследници на комунистите до државотворна партија, од левица до јадро на новите предприемачи во лига со олигархиската матрица. Социјалдемократите со ВМРО ДПМН се основоположници на македонската суверена самостојна држава. Другото допорва ќе се отвара, како досие за стагнацијата на социјал-економскиот животен век. Во овој издание на Трени соговорник е Венко Филипче, председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Добро дојдовте во емисијата. Добро ве најдов и благодарам поканата. Господине Филипче, Глигоров беше број 1, Црвенковски авторитет без забелешки и како премиер и како председател, Зоран Заев со вртоглава политичка храброст успеа да ја деблокира македонската зачмаеност. Дали од тогаш па нааму Социјалдемократскиот сојуз го загуби епитетот на државотворна партија? Не може да го загуби, затоа што тој не е само етикета. Тоа е работа, тоа се политики, тоа е учество во изградба на државата и добро споменавте, уште во бившата држава и после 91 година, кога Социјалдемократскиот сојуз практично учествува од носењето на првиот устав. Понатаму една од подписниците е партијата на Охридскиот рамковен договор после воениот конфликт во 2001 година. Во 2005 година доаѓа почетокот на процесот на преговори со Европска унија, па Преспанскиот договор, што е решение на повеќе децениски проблем кој што заклучно со тој момент не држеше во место. Со Преспанскиот договор станавме членка на НАТО, но една многу битна работа, паралелно на тој процес, после изборите 2016-17 година, се разбуди општеството. Беше ова блокирана држава и беше режим. Истото со што сега се соочуваме, истата парадигма која што тогаш ВМРО
ДПМН ја користеше и имплементираше во раководењето на државата под раководство на Никола Груевски, сега практично го прави Христијан Мицкоски. Што е разликата меѓу ВМРО ДПМН на чело со Никола Груевски и актуелното ВМРО ДПМН со Мицковски? Да напоменам дека во времето на ВМРО ДПМН со Груевски вие бевте советник во кабинетот на Никола Тодоров. Да, меѓутоа никогаш не сум бил политички. Сум бил стручен. И се гордеам со тоа. Зошто? Затоа што вие како корисник на здравствени услуги знаете што значи да се има добра експертиза во здравството. Знаете што значи да нови методи се имплементираат во здравството. И како советник на министерот Тодоров, за кој што жалам што веќе не е политички во ВМРО ДПМН, поради тоа што имаше една храброст политичка да соработува со експерти од различна политичка провиненција, што тогаш тој како го менаџирал во рамките на партијата, не знам. Меѓутоа, како стручен советник, со помош на едукацијата, која што и лично сум вложувал време, енергија, направивме да нашата клиника ја ставиме на европската мапа на институции и клиники кои што имплементираа во тоа време, тоа беше 2014, 15, 16 година, целосно нови методи. И јас се гордеам на тоа, на таа моја работа. Господин Филипче, само да го расчистиме заради тоа што гледам дека сакате да ставите во некоја друга конотација тоа. Сакате да кажете дека јас сум бил некаков нивни соработник, претпоставувам. Но тоа не е тачно. Вистината е дека само сум соработувал гледано низ призма на мојата струка. А партиските и политичките определби се истите тие, во кои што тогаш сум верувал и во кои што сега апсолутно верувам. Политиките кои што тогаш ги имплементираше и носител беше Зоран Заев. Истите политики. Истиот концепт на борба против режим го имплементирам ја сега. Прашавте што е разликата помеѓу ВМРО ДПМН на Груевски и ВМРО ДПМН на Христијан Мицковски. Нема разлика. Иста организирана криминална група. Луѓе кои што го зграбчија државниот буџет, излажаа дека ќе се борат за националните интереси, дека ќе го вратат името, дека ќе подобрат преговарачката рамка, дека ќе поништат договорот за добро соседство со Бугарија, а што направија? Буквално ништо. Го зграбија буџетот и го користат само да ги плячкаат народните пари преку тендери на своји компании блиски до ВМРО ДПМН. Господин Филипче, и натаму се декларирате како државотворна партија, меѓутоа како вие ги оценувате критиките и од вашите опоненти, но и генерално од граѓаните кај што велат Социјалдемократскиот сојуз ги распродаде националните интереси со промена на името, дека наводно сте го ставиле под знак прашање идентитетот, јазикот. Добре, кажете вие што е распродадено. И како националниот идентитет некако бил загрозен. Сето тоа е една лажна пропаганда, која што ВМРО ДПМН благодарение на медиумите под нивна контрола, финансирани од Орбан, и еве сега гледаме како новиот унгарски премиер најавува ревизија на системот на медиуми. Добро. Еве, нема да го споменам и бизнис и бизнисите, тоа е посебна тема, но системот на медиуми под контрола на Орбан најавува ревизија, дека ќе ги укине сите фреквенции на медиуми под контрола на Орбан, додека не се расчисти. Кој ги контролирал? Какви вести се ширеле? Како луѓе се дискредитирале? Како се ширела кампања? Само која што служела на поранешниот премиер Орбан. Што се случува кај нас? Исто. Тие медиуми, огромен број на портали, една телевизија, јасна дистинкција правам помеѓу таа мрежа на Орбанови медиуми, која што е во служба на ВМРО ДПМН тука, и другите медиуми, како вашиот медиум и сите други, кои што нема никаква врска, затоа што вие сте репрезент на независното новинарство. Но Господин Филипч, не, само да завршам, извинувам, битна е темата. Но таа мрежа на медиуми, која што ја користеше Христијан Мицковски додека беше и во опозиција, а ја наследи од Никола Груевски, му помогна со една лажна кампања да наметне
мислење кај граѓаните дека некако националните интереси се загрозени. Што се случи со Преспанскиот договор? Се тргна срамната референца поранешна Југословенска република, која што сега никаде нема. Меѓутоа ветувањето дека ќе влеземе член, ќе бидеме членка на ЕУ се согласувам дека не е се испорачано, ама не по наша вина. А сега се и поради геостратешките случувања и ситуациите во Европа променети. Еве видовте вчера е направена работна група која што почнува да го пишува договорот за членство со Црна Гора. Значи има волја за прием на нови членки. Имаме пример за тоа. Да се вратам на темата, дека е загрозен некако јазикот. Како е загрозен јазикот? Ако сме ние во контекст на името на северот на географски регион што се нарекува Македонија. И со тоа сме го решиле повеќе деценискиот проблем со Грција како прв чекор кон почетокот на преговорите со Европска унија и дефинитивно решение со сме станали членка на НАТО. Еве гледате сега колку е битно што сме дел од тој најмоќен воен сојуз кога има војни во регионот. Во 2018 не беше таква ситуацијата. Тогаш не знаевме колку вреди. Во контекст на јазикот имаме договор подпишано со сите земји членки на Европска унија, договорот Frontex на македонски јазик. Кога ќе ги видите листинзите на јазиците во Европска унија, македонски јазик стои таму. Без фусноти, без објаснување, без ништо. Ние сме го потврдиле националниот идентитет. Господине Филипче, зошто таква нервоза и критика кон слободата на медиумите и се доведувате во состојба да отворите таков фронт кон медиумите и при тоа да ги оквалификувате, да ги наплаѓате новинарите? Дали вие се сметате за дел од една таква медиумска мрежа, медиумски октопод, кој што се шират лажни вести и антиевропска пропаганда? Јас ќе ви кажам не. Еве не мора вие да ми одговорите. И затоа ви реков и пред 2 минути. Јасна дистинкција правам помеѓу тие медиуми, како вашиот, независни, со критичка мисла, со објективни новинари, со професионалци, кои што честно си ја работата, и овие други платени во медиумскиот октопод, па не окажуваме ние тоа, па видите има независни истражувачки мрежи, например Бирн, кој што ја кажува мрежата на Орбанови медиуми не само кај нас, во цел регион. Кај нас во Србија и во Унгарија. Не сме ние тие што окажуваме тоа. Независно истражувачко новинарство, тоа го има нацртано како диаграм. При тоа, ако ги слушате тие медиуми, јас сум убиец на деца и криминалец кој што гради згради у Дубај. И ако ги слушате тие медиуми, загрозен е националниот идентитет поради политиките на Европска унија и ние треба чекор напред да направиме. Што е тоа? Дискредитација и лажна кампања. Господине, Само уште 2-3 реченици, затоа што мислам дека е многу важна темата и граѓаните мора да се свесни. Таква мрежа на медиуми кои што е под контрола на власт со цел да им поминат политиките на изолација на државата, без да се објасни каков е тој ризик кој што тие сакаат да укажат дека постои ако се направат уставните измени и се внесат бугарите, хрватите и така натаму во уставот, не е ништо друго отколку руски интерес на Балканот и тука во земјата. Да овој регион и земја не направи чекор напред, туку биде тука како што е, за да може оваа власт да плячка без контрола. Господин Филипче, дали... Само уште една реченица. Суштината е да нема заекнување на системот, да нема европски институции, да нема европско обвинителство и контрола на трошење на парите. Ето тоа е суштината. Колку убедувањата и политиките на поранешниот лидер на партијата и премиер Зоран Заев учествуваат, партиципираат денес во креирањето на стратегиите на Социјалдемократскиот сојуз? Како мислите убедувањата? Неговите ставови, мислења, политики. Ако ме прашувате дали има влијание, нема никакво. Ниту има идеја човекот, ниту тоа го прави, ниту пак се обидел да го направи во изминатиот период. Едноставно, веќе 5 години не се занимава со политика. Зошто е перцепцијата таква каква што е? Поради лажните вести, кои што се занимаваат само со Зоран Заев.
контролирани од ВМРО ДПМН. Тоа они како да се обседнати со него. Човекот ниту се јавува во партија, ниту на мене да влијае со некакви било какви насоки како да се градат политиките. Не, јас ја водам партијата автентично. Партијата ги носи политиките во рамки на партиските структури, органи и тела, кај што партиципираат луѓе. Тимови кои што има комбинација на искуство и младост, посебно у последно време, кога се повеќе луѓе и од политичкиот живот, но и од академската заедница и од експертската од различни сфери на експертиза приоѓаат во партијата. И млад тим посебно организиран околу антикорупцијскиот тим кој што обелоденува секојдневно финансиски и корупцијски скандали на оваа власт. Зошто како партија се доведовте до дното? Гледайте, во 2025 година изборните резултати беа нешто подобри од 24-та, што укажува на трендовите. Значи, ние имаме на многу помала излезност, поголем број на гласови за кандидати за градоначалници, околу 170.000, на помала излезност. И тоа е нешто што и нашите анкети го потврдуваат. Трендовите се веќе започнати. ВМРО ДПМН изгуби 150.000 гласови. Нашите сегашни последни анализи ни укажува дека има уште дополнителни 20 до 30 изгубено од после локалните избори, а дека нашиот тренд е во пораст и поддршката од страна на граѓаните. Иако власта сака тоа да го прикаже поинаку, дека е СДСМ партија пред колапс и како и да изрази користат тие, но зашто толку се занимаваат секојдневно со нас, ако е тоа така? Вистината е дека не е така. Дека консолидацијата која што се спроведува изминатите 2 години веќе дава сериозни и видливи резултати. Ако ВМРО ДПМН успеа да ги врати своите дисиденти, зошто СДСМ не успеа или не знае како да ги анимира довчерашните своји сопартици кои денеска многу често ве критикуваат за лошите стратегии, лошата политика која водите, за тоа зошто сте довеле партијата во ваква лоша состојба? Како тоа, јас сум ја довел партијата во оваа лоша состојба. Сметате дека и јас сум многу среќен. Добро. Што има мои сопартисти што ме критикуваат, аргументирано и издржано. Затоа што нивните критики со големо задоволство ги слушам и ги прифаќам ако се издржани и ако навистина може да ми влијаат да го подобрам мојот перформанс. Нема да се согласам никогаш со неаргументирани критики и со мои сопартици кои што за жал комуницираат со ВМРО ДПМН, пратени се од Белата палата да прават проблеми во партијата, да дополнително ја делат, промовираат некакви си дополнителни фрагментации на партијата. Наведете на кого алудирате? Не би сакал да спомнувам имиња, но такви луѓе апсолутно не се добро дојдени во партијата за сите други, и тоа луѓето го знаат. И стари функционери, и сегашни, и актуелни, и поранешни, и нови млади луѓе. Најмногу сум горд на новиот млад тим. Ама на сите други име отворена врата. Многу често се случува да јас ретерирам од моето првичен став за време на дискусија, на пример на состанок на извршниот одбор. Никаква добра, само уште една минута. Никаква добра економска политика за стандардот на граѓаните. Кај има зголемување на платите? Одбиваат да го зголемат стандардот на граѓаните. Кај има мерки за справување со кризата? Каде се парите кои што ги ветија на пензионерите? Ги украдоа. Ги украдоа луѓето. Им дадоа 2 пати линарно зголемување и сега се парите вкупната сума намалени во споредба со системот кој што ние го имплементиравме. Каде се платите? За здравствени работници, за просветни работници, каде е минималната плата? Најниска во регионот. Каде е просечната плата? И колку малку луѓе земаат просечна плата во државата? Каде се мерките за студентите? Ништо не прави оваа власт. Што се случува во земјоделството? Секторот е пред колапс, не знам дали знаете. Луѓето не можат крај со крај да врзат. Така да оваа власт не заслужува. Граѓаните не заслужуваат ваква власт да ни ја води државата. По изборниот пораст на Виктор Орбан во Унгарија, се почувствува дека им се ситите на власта
побаравте да биде вратен и барате да се екстрадира екс-премиерот Никола Груевски, за кој во ваше време избега или му овозможивте да замине од државата. Зарем за ваква принципиелна политика зборувате? Гледайте, Никола Груевски може би избега, ама ја ви кажам дека овие сега нема да избегаат. А дали сме се сители... Но никој не понесе одговорност за бегството на Груевски. Добро, ама јас не мандат. можам да зборам кој требало и како треба да поднесе одговорност за Никола Груевски. Како можам јас да кажам? Еве, нека се истражи, ако некој треба да понесе одговорност, нека понесе. Како што кажувам дека секој треба да понесе одговорност за се што правил. Ама не може овој систем правосуден кој што вака го контролира премиерот, некој било кој граѓанин да очекува правда неселективна, соодветна како треба. Како може овој систем наш, кој што премиерот на телевизија кажува кои обвинители судии се добри, кои не се добри, ги нарекува медиокритети, преку своји чувства дава насоки и прави притисок на правосудните органи, прави притисок врз опозицијата. Ова се автократски манири на владење, па вие се сеќавате на тефтерчето од времето на Груевски, исте системот. Тие судии обвинители се поставуваат сега на позиции. Кој очекува во држава дека има вистинска правда? Никој. А во однос на системот на Орбан, па новиот премиер унгарски најавува демонтажа на системот на Орбан. Тоа ние не го кажуваме. Не укажуваме дека тоа е систем кој што им помагаше на овие и во опозицијските години, а Петар Мажар кажува ќе ги објави сите бизнис делки на Виктор Орбан не во Унгарија само, во цел регион. На што укажувавме ние изминативе 2 години? Еден многу сериозен проблем. Стратешките интереси, стратешките сфери во земјава, оваа влада и Христијан Мицковски им ги дае на луѓе блиски на Виктор Орбан. Да ви набројам. Унгарскиот Телеком, 4IG, кој што дојде тука, да го контролира системот, да ги поврзува нивните медиуми, не за друго. На кој му потребен? 4ти мобилен оператор. Никој. Со таква широко развиена мрежа. Во собственост на пријател на Виктор Орбан. Понатаму, во стратегијата за енергетика, кој што излезе во Министерството за енергетика, гасни централи и така натаму, проекти се пријавени и усвоени од влада, фирми керки на фирми од Унгарија блиски на Виктор Орбан, на негови пријатели. Па кој е собственик на унгарските медиуми? Тука кај нас. Унгарци, пријатели на Виктор Орбан. Зашто се укина приоритетот на коридорот 8 и се изгубија европски пари и се стави приоритет на коридорот 10? Не дека не е потребен, ама зашто се направи таква промена? Да се поврзе Будимпешта со кинеските пристаништа. Како се брани тоа? Сите зборуваат за дали ќе се врати или ќе пребега Никола Груевски на нова дестинација, но што стана со вашиот директор Ковачевски? Кој е Ковачевски? Ковачевски што избега од државата, екс-директорот на ЕСМ. На ЕСМ директорот. Нека го најдат, нека го вратат, нека си одговара ако нешто погрешил. Се плашите? Значи, кој изгрешил, кој го прекршил законот? Сакам да бидам многу јасен, тоа не го кажуваме прв пат. Цело време го збориме истото. Треба да одговара. Но треба да заврши. Ова што сега се случува. Се препознавате во чувствата на премиерот Мицковски кој вели дека чувствувам дека наскоро ќе има приведување. Ја не можам да Вклучувајќи дека тука ја не можам да се како велите, да се најдам во нечии чувства. Ако сакате да ме прашате дали се плашам, не, апсолутно не. Мојата работа била честна секогаш и како доктор, и како владен функционер, и сега. Во моето време никогаш во мојот систем и на клиниката за неврохирургија, ниту пак во министерството, немало системска корупција. На кој премиер алудира Мицковски кога вели дека ќе бидат апсени? Па прашите го Мицковски. Вие што мислите? Не, прашите го Мицковски, како јас можам да имам чувства за неговите чувства. Тоа па ич. За какво судство може да зборуваме денеска, која со секоја промена на власта се најавуваат реформи и потоа се доведуваме во ситуација во која имаме кацарска судство, судство Сваровски, па Русковска судство. Клучното прашање. Го допирате клучното прашање. Зошто? Реформата у правосудниот систем
е приоритет, прва тема во делот на отворањето на поглавијата. Значи, кога една земја ги започнува преговорите со Европската Унија, прво што се реформира е правосудството. Паралелно на тоа, ние имаме и реформската агенда, која што вклучува потребни законски решенија, реформи кои што треба да се направат, да се имплементираат, и од 15 на закони само еден е донесен во 2025 година, и тоа не целосно. Направен е трик, не по препораките на оценската мисија на Европската Унија. Ако не го реформираме судството, ако тука не дојде европското обвинителство, до пред некое време водено од Лаура Ковеши, гледаме какви активности има во сите, да не одиме подалеку, земји кои што последни се вклучија во Европската Унија, во Хрватска какви процеси има благодарение на европското обвинителство. Со ваков став и пристап, како на Христијан Мицковски, идентична копија на пристапот на Никола Груевски, своји судии, своји обвинители, најави за судски процеси, заплашувања преку медиуми, јавна дискредитација на луѓе кои што работат во правосудниот систем, а има честни луѓе таму. Има честни луѓе, има добри професионалци. Еве како тие се чувствуваат кога заради индивидуални безобразлуци целата фела нема доверба. Така да само со реформа на системот, реформа на умот и пристапот на луѓето на врвот на пирамидата на власта, кои што треба да се тргнат од независната власт судска, нас може да не биде. Бевте на власт, урнавте режим како што велите во 2016 со најава, со надеж, со ветување дека ќе расчистите со криминалот. Донесовте, го укиновте законот за кривичниот, направите измени на кривичниот законник со кој застареа дел од кривичните дела. Некои беа преквалификувани. И сега вие велите за владење на правото. Добро, се согласувам, вие сваќам поентата и да ви кажам во право сте. Ви кажам во право сте. И тоа беше едно од најголемите грешки на таа влада, последната влада на СДСМ, што се донесе измена на кривичниот закон. И затоа од тогаш, од тој момент кога сум ја председател на партијата, апелираме владата да донесе нов кривичен закон. Ништо не се случува. А има спремен кривичен закон, кој што е работен и со Брисел и со Венецијанска комисија, по примерот на германското законодавство. Зашо владата не го носи законот? Дополнително прави дополнителни олеснувања, декриминализација на јавните набавки со последната измена у кривичниот закон. При тоа немојте да заборавите една работа. Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН обезбедија кворум во салата кога се гласаше измената на кривичниот закон. И тоа не се брани. Тоа не се брани. Господин Филипче, на крајот, зошто сте против укинување на пржинската влада и дали не мислите дека со барањето да остане и натаму пржинската влада, всушност испраќаме порака до нашите меѓународни партнери дека како самостојна држава немаме капацитет сами да ја водиме, да се справуваме со проблемите? Па така е, тоа е вистината. Како имаме ние сами да се справуваме капацитет кога имаме власт која што узурпира институции, го партизира судството, целосно ја партизира полицијата, има нов закон за полиција со кој што сега кога се усвои новата систематизација, ќе се укине кариерниот напредок. Знаете што ќе се случи? Партиски луѓе од улица ќе бидат ставени на раководни функции. Дополнително скратени парите кои што ги добиваат полицајците. Премиер кој што има чувства и дава насоки од собраниска говорница на суди и обвинители. Safe City систем кој што не знаеме кој и како ги чува податоците. Орбанови медиуми, 40% од медиумите кај нас кои што шират лажни вести, пропаганда и така натаму и антиевропски наратив. Па оваа власт нема капацитет да спроведе демократски избори, па го кажавме на опсе нашите извештаи за локалните избори 25-та, делеа пари пред очи на полиција на гласачки места. Активисти на ВМРО ДПМН. Дали денес Но вистинското прашање, извинете, вистинското прашање, зошто оваа власт инсистира да се укине пржинската влада? Тоа е вистинското прашање. Зошто ако тоа е гарант за фери демократски избори? Зашто им сметаат опозицијски представници во власта за време на спроведувањето на изборите? Тоа е вистинското прашање. Одговорот однапред го знаеме. Затоа што сакаат да направат изборен фалсификат. Тоа сакаат да направат. Целосна контрола на системот. Дали денеска, како и пред неколку месеци, обстојувате на ставот дека оваа власт нема да издржи цел мандат? Затоа што нема да има пари.
Кога ќе снемат пари, ќе распишат избори, а пари нема во буџетот. Економската ситуација е катастрофална. Секој ден задолжувања, барања се испраќаат до различни финансиски институции. Дефицитот во буџетот сериозно расте. Дефицитот во пензискиот фонд е огромен, близу 50, ако веќе не надминал 50 проценти, а не знам ни плата дали ќе има од кај да се дели до крајот на годината, а пошто ќе снема пари за партиски тендери, ќе распишат избори. Благодарам за интервјуто и гостувањето. Благодарам поканата. Венко Филипче, председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, гостин во ово издание на Тренинг. Македонски въпрос, както вие се изразявате, или да бъдем много по-точни и по-коректни политически, отношенията между София и Скопje са много ясни. Няма да срещнете български политик. Не говориме за интерпретации, коментатори и партийни изявления. Който е да е против започването на преговори за членство в Европейския съюз от страна на Македония. Всичко останало е тежка заблуда за македонските граждани. Убедлива победа на Румен Радев на парламентарните избори. Изборно фиаско на Бојко Борисов. Брисел се плаши од нов бугарски Виктор Орбан. Неколкогодишните социјални немири во Бугарија, високата стапка на корупција, беше доволен повод и мотив Румен Радев да извојува убедлива победа на изборите во Бугарија. Каква политика ќе води официјална Софија во релациите со Вашингтон, Брисел, Москва? Каква ќе биде политиката на Румен Радев со соседите? На овие прашања и дилеми одговара и разговарам со Љупчо Нешков, директор на бугарската новинска агенција БГНЕС. Ево разговорот со него. Победата на Румен Радев е категорична и очевидно от тук нататък ще бъдем свидетели на нова политическа ситуация или, както казват много политически наблюдатели, край на политическата нестабилност. От тук нататък всичко зависи и във вътрешен и във външно-политически план от това, което ще изпълнява, ще извършва и по какъв начин ще работи Румен Радев. Така че всички въпроси по отношение на смяна, на, както вие казвате, на демонтаж на едно или на друго, случващото се в страната, зависи от него. Голем број меѓународни партнери се изненадени од изборниот исход. Иако реално имаше очекување дека Радев ќе победи, но ваква убедлива победа никој веројатно не очекуваше. Какви се вашите гледишта во однос на новонастанатата политичка сцена во Бугарија и како тоа ќе се одрази врз меѓународните релации на официјална Софија со Вашингтон, Брисел, Москва? Външно-политически България не се променя. Нещата са много ясно. Укрепване на външната политика в рамките на Европейския съюз, стратегически отношения с Съединените американски щати и прагматични отношения с всеки голям играч в света. Защото ние живееме днес в един много полюсен свят, в условия не на промяна, а на трансформация. И много от нещата, които са били валидни пред 3, 4, 5, 10 месеца, вече не са. Да не говорим преди 15-20 години. По отношение на външната политика, с Румен Радев не трябва да има никаква изненада, нито към партньорите и двата съюза, към които е България член НАТО и Европейският съюз, нито пък към съседите. И нека да бъдем много ясни и категорични за двустранните ни отношения. Няма български политик, няма българска партия, която да не желае Македония да бъде част от Европейския съюз. И на мен, честно да ви кажа, ми е много тъжно, че Македония губи време. И особено през последните 7-8 години Македония загуби ценно време, в което тя можеше най-малкото да бъде там, където е Албания в момента. Категорична подкрепа за членството в Европейския съюз, категорично спазване
на двустранните ни отношения, на преговорната рамка и никой не трябва да очаква, че по този въпрос, по отношение на Скопие, ще има някаква промяна. Всичко е в ръцете на практика на властите в Скопие и ще бъде много погрешно да тръгнат по пистата, да търсят някакви двустранни спорове, билатерални, както вие се изразявате в Македония, в отношенията с София. Всичко е ясно, всичко зависи от властите в Скопие. И вижте, много често в Македония България е тема за всяко едно нещо. Дали се избира градоначалник на Скопие или директор на нещо, си се забърква в България. В България имахме предизборна кампания, където Македония въобще не съществуваше като тема, включително и в така наречените националистически формации, които са вече с затихващи влияния в страната. Како гледате вие на одредени проценки на меѓународните партнери дека Румен Радев или Бугарија би можела да биде новиот тројански коњ, па дури се прават и споредби дека Румен Радев може да биде новиот Виктор Орбан? Нито режимът на Орбан е идентичен с това, което се случва в България, нито пък външната политика на България, на новия министър-председател, ще бъде китайско-руска, каквато беше в Будапеща, за която и унгарците в крайна сметка и гласуваха така масово. У нас принципно се гласуваше за икономически програми, икономическо развитие, да го речем, и някои структурни и политически въпроси, които новата партия смята, че трябва да бъдат променени. Но във външно-политически план категорично не. Ако трябва да сравняваме нещо с Орбан, то би било само едно единствено нещо. Както се налагаше коридор номер 10, в крайна сметка коридор номер 8 трябва да стане реалност и това ще бъде едно от най-големите постижения за Македония. Коридор номер 8 ще гарантира нейната пълна независимост не само икономически, но и военна, защото коридор номер 8 е и част от военната мобилност на НАТО, а това е много важно за Македония. Бугарија доживеа препород со членството во Европската унија, меѓутоа идниот премиер има одредени резерви околу членството во еврозоната. Той е приключил въпрос. Еврото е официална валута в Македония. По време на предизборната кампания той направи много ясно послание. Връщане назад няма, не само за него и за който и да е бил друг. Споровете бяха миналата година по това време някъде. Дали трябва да бъде на 1 януари или по-късно. Еврозоната е приключил въпрос в България. Господин Нешков, како го оценувате дебаклот на ГЕРБ и на Бојко Борисов? Нормален процес. ГЕРБ близо 20 години доминираше на политическата сцена в България. Това е, може би, единствената партия в момента в България към днешна дата, преди появата на Прогресивна България, с ясни структури, ясна външно-политическа ориентация и с щета, която понесе особено последната година. Резултатът, който те получиха, мисля, че е оценка за случилото се и за коалицията, в която ГЕРБ беше водеща политическа партия. Коалицията с Делян Пеевски, мисля, че нанесе най-голяма щета на партия ГЕРБ. И от това, което първо го виждам, две неща. Поздравяване на победителя и категорична конструктивна опозиция. Тук смятам, че ГЕРБ започва една нова траектория с прочистване на това, което е било като грешки, като пропуски или политически неправилни решения и нейното укрепване като опозиция. Но 20 години в управлението, мисля, че това е единствената политическа партия в Източна Европа, която е оцеляла.
Бойко Борисов започва политическата активна роля през септември 2001 година. 25 години. И след 25 години да сте втора политическа партия не е зле. Рековте дека за време на изборната кампања во Бугарија македонското прашање воопшто не било тема. Меѓу другото, не очекувате никаква промена во делот на позициите на официјална Софија во однос на македонското прашање. Гледате ли излезот моменталната, односно подолгорочната безизлезност во која се наоѓаат двете соседни земји? Значи, пак ще повторя. Македонският въпрос, както вие се изразявате, или да бъдем много по-точни и по-коректни политически, отношенията между София и Скопие са много ясни. Няма да срещнете български политик. Не говориме за интерпретации, коментатори и партийни изявления. Който е да е против започването на преговори за членство в Европейския съюз от страна на Македония. Всичко останало е тежка заблуда за македонските граждани. Вие имате преговорна рамка. Вие имате ясни условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да започне този процес. Колега, само ще припомня последните 5 години на какво бяха свидетели македонските граждани. То не беше Франция ще шамароса София, Германия ще има план, Италия сега нещо ще ни предложи, Орбан ще ни помогне, той е председател на Европейския съюз, че поточно по времето на Орбан Македония беше отделена от Албания. Дайте да не заблуждаваме гражданите. Дайте да не насаждаме илюзии и фантазмагории, които категорично не са в интерес на Македония. Не са в интерес на македонските граждани. Кой тръгнал от София да оспорва езика, на който си говорите, идентичността, това, което вие искате? Че България подписва документи, където пише македонски. Защо трябва да се лъжат хората? Защо Македония трябва да губи време? Знаете ли, само преди 4-5 месеца бях на по-сериозна обиколка на Балканите. Много ми беше тъжно да виждам какво се случва в Албания, какво се случва в Косово, какво се случва в Черна гора. А Македония беше преди всички тях. А преди 20 на години бяхме почти на едно ниво. Защо Македония изостава? Защо Македония стои на едно място? Дайте да отворете пътя, отворете прозореца, отворете вратата, влезте. Не заблуждавайте хората, че някой ще дойде тук да бие шамари. Няма кой да бие шамари, когато ние сме на едно място, вие сте на друго. Защо изоставате този влак? Перспективата. Вие започнахме разговора с изборите в България. Вижте гигантската разлика с това, което е в България и това, което е една Сърбия. 2 години протести. Тук е един протест, оставка, избори, ново правителство. 2 години протестират сърбите. 2 години. Използваха звуково оръдие срещу 350 хиляди души. Звуково оръдие. И казват, че това е било лъжа. Загинаха 16 души в Нови Сад. Крият договора, защото е с китайците, защото от 1 евро е станал на 15 евро. Това не е пътя. Македонският гражданин, македонският дух, смятам, че много добре го познавам, е много дълбоко европейски. И е спокоен. Той не е привърженик на насилието, на омразата и на агресията. Така че освободете този дух. Дайте да вървиме напред. Дайте да не лъжеме хората. Благодарам за издвоеното време. И аз ви благодаря за поканата. Дојдовме до крајот на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Толку за вечерва се гледаме за 7 дена во исто време.
Во меѓувреме, читајте на trilling.mk. Останете со програмите на телевизија 24, а од мене довидување.